Северномакедонски партии, северномакедонци, северномакедонски јазик. Измислените термини се почесто се употребуваат и тоа од Европската Унија. По шефот на Франција Макрон кој употреби северномакедонци и премиерот на Бугарија ја искористи придавката северномакедонски. За поранешниот амбасадор Ристо Никовски, ваквиот однос од ЕУ е очекуван бидејќи даваме впечаток дека сме флексибилни за секакви отстапки и премолчуваме се. Се ова што се случува е резултат на една крајно непринципиелна, крајно погрешна, антиисториска политика на нашите водечки луѓе, кои од првиот момент се прават како да се отсутни, се прават како да не разбираат што се случува и премолчуваа работи кои никој нормален, не само што не би ги премолчил, туку жестоко би реагирал. Очекувано е македонците да се чувствуваат навредено кога светот ги идентификува поинако, но не сите интелектуалци и политичари знаат дека со Преспанскиот договор се забранува употребата на придавката северномакедонски, смета поранешниот амбасадор Нано Ружин. Јас се чувствувам навреден, како и вие и сите ние кои сме македонци, и според договорот од Преспа не се менува тој идентитетски квалитет на нашиот народ. Моje лично мислење е дека Макрон е оптоварен од војната со Украина преку проблемите во рамките на Европската Унија. Се работи за лапсус. МНР не реагираше соодветно на сите овие случувања. Единствена реакција е дека министерот Османи остварил телефонски повик со кабинетот на Макрон, но не е испратена протестна нота. Министерот за надворешни работи Бојар Османи денеска оствари телефонски разговор со кабинетот на претседателот Емануел Макрон, од каде доби уверување дека при употребата на придавката за граѓаните на Северна Македонија направена е ненамерна грешка. Макрон два пати не нарече северномакедонци, а бугарскиот премиер во оставка Викендов кажа северномакедонски партии и португалската министерка за Европа македонскиот јазик го нарече северномакедонски, а австријски новинар Среде Скопје не нарече северномакедонска нација. Минатата недела преведувачот Арменд Нухио на социјалните мрежи сподели дека добил понуда да преведува од северномакедонски јазик. Кој е тој јазик, знае ли некој? Јас не знам за таков јазик. Инаку проектот е од Европската Унија, напиша Нухиу споделувајќи ги спецификациите на поканата.